Нема потреба од паника. Штип се наоѓа во релативно стабилна зона, што значи дека не е со тло за силни земјотреси, објаснува професорот Ѓорги Димов, декан на Факултетот за природни и технички науки. Земјотресот регистриран во 2 часот и 41 минута, а по кој следуваа уште неколку афтершокови, влегува во категоријата на слаби потреси. Паника кај населението создадоа мобилните телефони, кои покажаа магнитуда 4,6, што многу од граѓаните параметрите ги протолкуваа по Рихтеровата скала. Во принцип, мобилните уреди не се фундирани на начин на кој се фундираат сеизмолошките инструменти и сеизмичката опрема. Значи, дават поголеми вибрации, дават поголем интензитет и тоа предизвикува паника. И може да замислите, веројатно и на вас некој го доживеал тоа, но во 2:40 да ви завибрира, да ви задзвони телефон и однаш кога го дигнете да видите дека има интензитет 4,5, па и таква и некои вести имаше од Савајлево, што дека меѓу 4 и 5 е вуволен мобилните уреди и половина град е нормално да излезе надвор. Меѓутоа, официјалните податоци не укажуваат тоа. Според податоците од сеизмолошката лабораторија, епицентерот на земјотресот со магнитуда од 3 степени според Рихтер е при градската населба Старка Раурман. Ваквиот интензитет и енергија предизвикува само вибрации, но не инфраструктурни оштетувања, појаснува Димов. Постојат неколку правила за тоа како да се заштитиме, но во вакви моменти најважно е да се задржи смиреноста. Треба веднаш да се излезе на отворено и да се избегнува скалишен простор. Под тие носички столови, под масивни маси, под парапети на врати, значи се оно каде што можеме да се засолниме и да го избегнеме директното паѓање на делови од конструкцијата врз нас. Граѓаните веднаш по земјотресот на социјалните мрежи почнаа да споделуваат информации од своите мобилни телефони, а тоа беше причина за многу од нив ноќта да ја поминат во страф и на отворено. Според експертите, во изминатите десетина години во државата се измерени доста земјотреси со магнитуда од 2 до 3 степени по Рихтер.